Македонските граѓани на возраст од 18 до 40 години најмалку се опфатени со вакцинацијата, покажуваат податоците на Министерството за здравство, додека стапките на вакцинирање кај повозрастните старосни групи над 50 години надминуваат 50%, кај помладите тоа е многу низок и едва достигнува 20%. Особено критична е состојбата кај старосната група помеѓу 18 и 24, каде опфатот достигнува мизерни 10%. Во старосната група на граѓаните од 18 до 40 досега се целосно со 2 дози вакцини, нешто помалку од 105.000 луѓе. Севкупно прва доза примиле точно 173.697 граѓани во целата држава од оваа старосна група, покажуваат податоците кои се добиваат од Министерството за здравство. Премиерот Заев и министерот Венко Филипч вчера ја промовираа кампањата Вакцинирај се, која прави обид да се подигна свеста за потребата од вакцинација и да им се застане на патот на лажните вести и дезинформациите. При тоа Филипч на пресот апелираше токму до младите категории на граѓани да се имунизираат и да се заштитат од опасниот вирус. Земејќи ги предвид искуствата од светот, но и нашето искуство, би сакал уште еднаш да истакнам дека вакцината е во моментов најсилното оружје за борба со вирусот, а сите вакцини против COVID-19 се безбедни и ефикасни и ја намалуваат можноста од заболување, драстично го намалуваат ризикот од тешка форма на болеста и смртен исход. Секој од вакцините кои сме ги имале досега и ги имаме во моментов е одобрена во нашата држава само и единствено доколку успешно ги поминала сите фази од сите степени на клиничките студии. И тоа се национални и меѓународни стандарди од кои немаме одстапки. Сите сакаме да си го вратиме спокојот и нормалното функционирање. И затоа сите мора да направиме чекор кон таа цел. А тоа може да се постигне само кога ќе имаме имунизирано население, заштитено од девастирачките последици на вирусот. Почитувани сограѓани, според динамиката со која што бројот се зголемува, пред нас е период во кој што ситуацијата може да биде навистина критична. Поголемиот број на нови случаи заболени од коронавирусот е најизразен во градовите со помал опфат на вакцинирани граѓани, за разлика од средините каде што има имунизација со вакцини достигната 50 или повеќе проценти. Смртните случаеви и воглавно оние случаеви со потешки форми се невакцинирани. Но не апелите, туку рестрикциите кои ги воведе владата веројатно придонесува бројките сепак да почнат да растат последниве 2 седмици. Од просечните 3 до 4.000 ново вакцинирани дневно во текот на јули и почетокот на август, сега бројките се најмалку тројно зголемени. При тоа треба да се напомене дека од почетокот на пандемијата па се до пред неколку месеци, официјалниот наратив на надлежните, не само во Македонија, беше дека помладите граѓани помалку страдаат од коронавирусот и дека фокусот треба да се стави на повозрастните и ранливите групи.